Добро утро. Денеска зборуваме за тема која што ќе ги опфати новинарките и уредничките кои што действуваат во медиумскиот простор во Македонија. На оваа тема денеска ќе зборуваме со Дарко Дуридански од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Добро утро, Дарко, и добро дојде во утренски брифинг. Ова е една убава тема, според која што ви објавивте и повик на кој што може да аплицираат сите новинарки, уреднички, останати медиумски работнички во Македонија. Сликни го твојот глас, зашто станува збор, ќе ни откриеш ти? Значи, станува збор за конкурс кој е дел еден поголем проект во врска со безбедноста на новинарите. Тој конкурс е замислен, не е замислен само за новинарки или медиумски работнички, туку главната цел се тие, односно нивните она што се случува во текот на работата околу напади, без разлика дали се вербални, дали се онлайн малтретирање, закани и така натаму. Значи на конкурсот може да се пријави било кој што има некаква идеја, која што треба да се состои од една фотографија или некаков визуелен дигитален израз, може да биде некаков колаж, монтажа и така натаму, но да биде поврзано со некоја порака или краток текстуален дел, кој би опишал определена ситуација, инцидент, било каков настан кој што влијал врз работата на жените новинарки, уреднички или може и собственички на медиуми и така натаму. Така, овој краток текст или порака дали треба да представува никакво лично искуство, може би приказна од да, може да биде и лично искуство, секако може да биде и сведоштво на некој друг што му се случило, така што се разбира личните искуства и најмногу влијаат и закревање на свеста, така што не може да кажам дека би преферирале такво нешто, но би било добро да има и такви. Би ве прашала и околу тоа колку често се соочуваат новинарките и сите останати медиумски работнички во Македонија со некакви напади? Колку често, многу често може да се каже, затоа што особено онлайн нападите во последниве неколку години и особено кон жените новинарки и медиумски работнички се зголемени, значи интензитетот е многу поголем, дури има и говор на омраза, на дискриминација, врз родова основа и така натаму. Само како илустрација, во последните 3 години има регистрирано во Македонија 23 напади, од кои 15 се врз жени новинарки, повеќето се онлайн, но има и физички напади. Главната поента на ова е дека бројот на нападите, особено онлайн, е многу поголем од овој што се пријавува, бидејќи новинарите и новинарките генерално, онлайн нападите, заканите, онлайн малтретирањето, повеќе го сваќаат некако како опис на нивната работа, како нешто што оди со работата и ретко и го пријавуваат. Тоа мора да се промени во иднина. Надевам дека и оваа кампања и овој проект за кој што зборуваме ќе придонесе да се смени свеста и кај оние до кои што допираат нашите секојдневни текстови известувања, меѓутоа и до самите новинари. Би споменала дека овој проект е во соработка со ЗНМ, со Сдруженијето на новинари на Македонија, меѓутоа тука се вклучува и МВР, и е дел од еден поголем проект во кој што станува збор за поголема безбедност на новинарите. Не е МВР конкретно, туку се работи за промена на кривичниот закон, која што ја бараме ние како ССНМ, односно заедно со ЗНМ од државните институции од 2017 година. Минатата година тоа беше прифатено, владата го предложи до собранието, но за жал тие промени кои што значат дека напад врз новинар ќе се смета за напад врз службено лице, како напад врз службено лице, се заглавени во собранието, мислам некаде од јуни минатата година. Така што еве оваа прилика ја користам да апелирам тоа што побрзо да се откочи и да се усвои во собранието и да влезе во крајна процедура. Би ве прашала каков е вашиот став? Смитате ли дека треба нешто да се промени подлабоко во општеството за да се искоренат овие предрасуди, посебно кон новинарките? За тоа треба пред се образование и едукација. Значи, тоа е многу слоевита работа која што треба и време и многу да се работи на тоа. Значи, треба да се почне од најмали години, пред со медиумска писменост, со некаков вид на образование во врска со толеранцијата и со развојање на стереотипите.
Ние како новинари често ја имаме таа моќ да делумно креираме јавно мислење и за секакви општествени теми, меѓутоа како да имам впечаток дека многу малку зборуваме за нашата професија, како многу малку да пишуваме и да објавуваме за тоа колку труд се вложува за да се објави една сторија, за да се напише еден текст и дека на некој начин можеби треба и да заслужиме со тоа и одредена почит од јавност. Да, тоа е една работа која што и во многу понапредни земји во однос на медиумскиот сектор од нас го гледаат како проблем и некои од решенијата кои што ги следам, што ги се случуваат во, да речеме, во Америка, во Франција, Британија, е тоа да дел од медиумите само иницијативно се обидуваат што поблиску да доближат својата работа до гледачите, со тоа што им објаснуваат на некој начин, да речеме, им раскажуваат од почеток од идејата за некоја сторија, незиното истражување, спроведување и до објавувањето, за да им доближат на гледачите дека тоа е релевантно и дека голем труд е потребен за такво нешто. Уште малку би се задржала токму на самиот проект Сликни го твојот глас. Има ли интерес? Каков интересот досега и до кога може да се пријавуваат заинтересирани? Конкурсот уште е отворен до крајот на месецот или до 5 февруари уствари. Во теке, значи, има некои пријави, но по нашето искуство обично пријавите доаѓаат последните неколку дена, така што од рокот, така што се надеваме дека ќе има повеќе од потребното. Околу оние спецификации, каков треба да биде производот, колку карактери на текстот, има ли никакви такви спецификации кои што треба да ги знаат нашите гледачи? Најдобро е, бидејќи има повеќе спецификации, ако не се многу комплицирани, значи фотографијата треба да или дигиталниот израз да биде од малку подобар квалитет, со повеќе пиксели и да биде текстуалниот дел краток. Најдобро би било да биде со неколку збора за да биде како хаштаг, но ако има поголема поента, не се ограничени, не би ги ограничувале стрикно бројот на карактери. Дарко, јас ти благодарам за денешното учество во утрински брифинг и за овие информации кои што верувам ќе бидат од корист за нашите гледачи, односно за нашите колеги, за оние кои што досега можеби и не го сретнале овој повик, да се пријават, да учествуваат на повикот и сите ние да дадеме еден свој придонес кон тоа што е можно повеќе да се намали токму насилството, било да е тоа вербално или не дај Боже физичко, врз медиумските работници, општо посебно врз жените во нашата сфера. Така, ти благодарам. Се надевам дека ќе се зголеми свеста и ќе се развие дебата по ова прашање, ќе се изнајдат некои одбранбени механизми, да речеме, или превентивни. И главното е дека ваквите работи против нив се бори со солидарност и со здруженост на фелата. Уште еднаш ти благодарам. Тука никаде ние се одјавуваме, ќе споменам уште еднаш, Сликни го твојот глас е повикот на кој што може да се јавуваат сите наши колеги кои што сакаат да раскажат можеби своја приказна од лично искуство или пак од искуство на некој близок кој што секојдневно е изложен на јавна критика поради тоа што работи јавна работа.